Најпрвен да ви се заблагодарам на прифаќањето на нашата покана да сите заедно да споделиме и радоста и важноста на фототипското издание. Тоа е, веќе знаете, тоа е дел од одбележувањето на 20 годишнината на Фондацијата Отворено општество Македонија. Има уште неколку книги кои се однесуваат на македонците и Македонија, кои ќе бидат промовирани и дискутирани во текот на овој месец. Сакам да им се заблагодарам на почитуваните говорници за денес, кои се покрај мене и кои на некој начин предпоставувам дека докрај ќе ни ја објаснат важноста на првата англиска граматика на македонскиот книжевен јазик. Ако веќе ги завртевте примероците, можевте да видите дека таа е објавена 52-ра, ја издава Државното книгоиздателство на Република Македонија, печатена е во Југо Штампа, Белград. Јас само ќе одземам 2 минути да го прочитам она што ние во фондацијата мислевме дека е потребно да се напише, и тоа е единствениот дополнителен дел од граматиката, која инаку во се друго е само скениран примерок, добро очуван примерок на граматиката, кој фондацијата го откупи на интернет за $140. Можете дури да го видите жигот на библиотеката во Соединетите Американски држави, во која книгата била, и очигледно некој ја зел, ја задржал, веројатно потоа приликите финансиски се промениле, за наша среќа, па тој примерок и уште еден се најдоа на интернет и ние ги откупивме. Еве го тоа што сакав да го прочитам. Професорот по славистика на Хрватскиот универзитет Хорас Ланд несомнено бил свесен дека неговиот потфат на почетокот од 50-тите години на минатиот век имал и значење кое ги надминувало границите на лингвистиката и славистиката. Неговата англиска граматика на македонскиот литературен јазик, издадена во Скопје во 1952 година, била силен научно фундиран аргумент против оспорувањата на македонскиот јазик и македонската нација, кои доаѓале од повеќе страни и се претвориле во вистинска пропагандна војна по резолуцијата на Информбирото од 28 јуни 1948 година. Сталиновата анатема на титоизмот ги збришала перспективите за остварување на културните права на пиринските македонци и придонесла за поразот на демократската армија на Грција, платен со геноцид и терор врз егејските македонци. Таков бил контекстот во кој американецот Хорас Ланд, професор на еден од врвните американски универзитети, се нафатил да напише граматика на македонскиот литературен јазик. Но, што би рекол покојниот професор Ланд денес, 60 години подоцна, за тоа дека оспорувањата на македонскиот јазик и македонската нација се уште се рециклираат во некои псевдонаучни кругови во земјите во кои живеат сеништата на малите балкански империализми од 19. век. Што би рекол тој за загрижувачкото отсуство на македонска грижа за лекторатите по македонски јазик на странските универзитети? Што би рекол тој за поплавата од неразбирливи и нечитливи преводи со кои не бомбардираат медиумите и издавачите, најчесто финансирани со буџетски пари? Што би рекол тој за погубните последици од официјалното омаловажување на словенските корени на македонците, со кое се раскинува органската врска меѓу нашиот идентитет и нашиот јазик, и во крајна линија се става под прашање максимата на неговиот пријател и соработник Блаже Конески, дека јазикот е наша татковина. И најпосле, што би рекол тој на податокот дека неговата граматика никогаш не била преведена и објавена на македонски јазик. Од предговорот на професорот Хорас Ланд може да се насети какви би биле неговите одговори на некои од овие прашања. Но, овие и други прашања всушност бараат одговори од нас денес, кога Република Македонија е веќе независна држава, а не само една од југословенските републики. Можеме ли денес да се пофалиме дека нашата грижа за јазикот како наша татковина е поголема и фактички
а не само декларативно. Благодарноста за поттикот да го објави фототипското издание на граматиката на македонскиот јазик од професорот Хорас Ланд, Фондацијата Отворено општество Македонија му ја должи на почитуваниот Крста Јанковски, кој седи од спротива. Тој ни укажа на важноста на одбележувањето на 60 годишнината од објавувањето, пошто следеше потрагата по добро зачуван примерок од изданието од 52 година, потрага која заврши со откупот на 2 примероци понудени на продажба на интернет во Соединетите Американски држави. Објавувањето на фототипското издание од 1952 година и неговата дистрибуција дома и во странство, пошто ќе следи и објавување на преводот на граматиката на професорот Ланд на македонски јазик, Фондацијата Отворено општество Македонија го разбира како обврска која произлегува од нашата посветеност на одбраната на идентитетот на македонците и македонскиот јазик, посветеност за која сведочат повеќе наши потфати, особено во издаваштвото. Објавувањето на граматиката на македонскиот литературен јазик од Хорас Ланд се вклопува во одбележувањето на 20 годишнината на фондацијата и представува и наш одговор на неоснованите напади дека фондацијата работи против интересите на Македонија и македонците. Јас тука завршувам, а сега ќе го замолам професорот Спасов да земе збор. Да. Само да видам. Не, двете ги вклучи. Да, добро. Добро, значи, ама не. Се слушаме? Се слушаме? Да. Добро, можам да станам? Значи, да, вака, најнапред морам да почнам на еден американски начин со шега. Граматиката е стара колку и јас. Ние сме врсници со граматиката. Значи, во истиот момент кога се создала граматиката, се испечатила, јас сум роден, не сум бил свесен дека се создала граматиката, меѓутоа ми е многу драго во овој момент дека можам да зборувам за неа. Истовремено, имам една извонредна чест да ги поздравам професор доктор Радмила Угринова Скаловска и професор Трајко Стаматовски. Тоа се луѓето кои што беа тогаш со Ланд. Професорката Радмила Угринова е запишана во предговорот, таму е запишан професорот Божидар Видоевски како тогашни асистенти кои му помагале на професорот Ланд. Кога еднаш разговаравме со професорката Угринова, таа ми кажа дека Ланд бил извонредно жив човек, динамичен, темпераментен, човек заинтересиран за се и се што, и дека многу прашувал, што се гледа впрочем и во ова создадено дело. Таму е споменат, значи реков професорот Божидар Видоевски, и ментор на целиот настан е професорот Блаже Коневски. И од тука ќе почнам. Колку имам време за... Многу е тешко професор која прашува професор колку време има. 20 минути, добро. Значи, многу е тешко да се каже од денешна перспектива за значењето на граматиката на професорот Ланд, бидејќи има изминато многу време и можеби ќе кажеме дека има надминато науката, научните погледи. Меѓутоа, јас ќе зборам севкупно, значи, за незиното научно значење, методолошко значење и за незиното културолошко значење. Граматиката на Коневски, односно првиот дел на граматиката на македонскиот литературен јазик е веќе излезена тогаш. Тоа е историскиот дел и фонетиката, односно фонологијата. Подосна, 2 години подосна излегува вториот дел. Коневски е главниот ментор, ако смеам така да кажам, на целиот настан, односно човек кој што бил најнепосредно и по функција, но и по желба врзан со професорот Ланд. Какво е значењето на граматиката? Најнапред да почнам по ред. Во граматиката е даден еден фонолошки дел, фонетски дел, што за американскиот научен пристап е многу важно, бидејќи таму на еден современ американски дистрибуционализам е дадена фонологијата и морфонологијата на македонскиот литературен јазик. Ова е многу важно од неколку причини. Најнапред, целиот тој материјал е предаден многу прегледно, многу јасно, и второ, покажува дека во тоа време, внимавајте, 52 година, веќе се среќаваме со една стабилизирана форма на литературниот јазик и неговиот правопис. Тоа е многу важен момент.
Понатаму, во граматиката со истиот принцип, но сега малку послободно во интерпретацијата, е предадена морфологијата на македонскиот јазик. Тука, во тоа, главна улога имаат извршено методолошките погледи на Роман Јакобсон. И сега ќе прекинам само да ве подсетам дека Ланд е школуван во најдобрите традиции на американската лингвистика и воопшто на на американското факултетско образование. Се работи за универзитетот во Харвард. Значи тој е ученик на Роман Јакобсон, така што на самото место, на изворот на настанот, имал можност и шанса да ги осознае најубавите достигања на американската лингвистика. Роман Јакобсон е оној кој што го почна европскиот структурализам, за вас е познато, само да се подсетиме. Човекот од Пражката школа, еден од душата на Пражката школа, предходно на Московскиот книжевен круг во 20-тите години, човекот кој што емигрираше во Америка поради бидејќи евреин и поради напливот на нацизмот и тоталитаризмот во тогашна Европа. И понатаму, во третиот дел е даден прв македонско-англиски речник. Значи, воопшто прв речник на македонскиот јазик. Ова исто така представува показ за стабилизацијата на лексичкиот систем во тоа време, 52 година, на македонскиот литературен јазик. Она што за мене е извонредно важно, а што мислам дека овде, кога зборував со некои колеги, не најде на толкаво разбирање, е фактот дека е дадена една антологија на македонски текстови. Тука е прикажана една состојба на современата македонска литература. Не се застапени многу автори, да бидеме искрени. Меѓутоа, оние автори што се тогаш прикажани и представени се за мене репрезентативни автори. Тука е Васил Илјовски, тука е Владо Малевски, меѓу другите. Има некои имиња што од денешна гледна точка можеби не ни се толку познати. Одам чекој понатаму. Во ова изиграл улога, се разбира, и Коневски, давајќи му литература, бидејќи тој тогаш е работел својата граматика, давајќи му литература на Ланд, помагајќи му во преводот, во разбирањето на текстот, бидејќи овие се дадени на македонски јазик, помагајќи му разбирањето во текстот и една многу важна работа, Ланд го вели во предговорот, поправањето на србизмите, бидејќи тогаш во создавањето на Нова Југославија и предходниот период, да речем за денешна Република Македонија, односно за време на Кралска Југославија, Вардарска бановина или како беше, тогаш навлега голем број на србизми. Коневски бил тој што ги поправал овие србизми. Сега ќе се вратам повторно на граматичкиот дел. Во граматичкиот дел има една интересна работа, настојување на формата што денеска е малку заборавена, значи на остатокот од падежната форма во смисла поезијата на Рацина, и тука мајка му на Коневски е информатор, и вели вака: да ви го представам сина ми Блажета. Тоа мајка му на Коневски го вели, тука е назначено на едно место, да. Баба Зака беше така. И, значи, сакам да кажам, се издвоени оние особености што подосна Коневски ги нормира во својата граматика, кои што го истакнуваат македонскиот јазик во однос, да речам, на соседните словенски јазици, српскиот и бугарскиот. Истиот пристап го имаме кај Коневски во првата и првиот и вториот дел на граматиката и подосна во подоснежните изданија. Меѓутоа, првиот и вториот дел се посебно автентични, бидејќи се настанати од ракопис, се печатени книги. Истиот пристап го имаме и кај Мисирков, фактички. 903 година, кога фактички станува првата стандардизација на македонскиот јазик од страна на Мисирков со неговата книга за македонските работи, тогаш Мисирков го зема истиот принцип, да се истакне посебноста на македонскиот сега иден за него литературен јазик во однос токму на јужнословенските соседни јазици, во однос на српскиот и бугарскиот. И сега да вратам на методологијата. Методологијата е строго синхрониска, што му личи на американскиот пристап, на американскиот опис на фактите. Меѓутоа имаме уште една работа. Ланд е славист. Ланд е заљубеник во црковно-словенската традиција. Ланд е автор, и денеска по интернет може да се види, на една црковно-словенска или старословенска граматика, која што и денеска се служи како, можам да речам, релевантен учебник во
во тоа време. И сега, нема да влегувам подетално во методологијата заради публиката, бидејќи во самата методологија опишана во овој додаток овде, тоа е, да речем, постручна, полингвистичка, меѓутоа ќе навлезам во нешто друго. Во одгласот на оваа граматика во научните списанија и во одгласот на другите средини, особено во Западна Европа, во САД, во Канада, САД и подосна и во Австралија. Значи вака, се појавуваат неколку рецензии на книгата. Едната од нив е од Михаил Петрушевски, Д. Петрушевски. Во основа и повеќе од тоа е позитивна рецензија, замерува на некои ситни детали, тргнувајќи сепак од својата методолошка школа, тоа е која што извондена, класицистичка клас, значи тој класичар, му недостасуваат некои работи, но меѓутоа вели дека оваа граматика представува еден огромен, самиот Петрушевски вели, придонес во развојот на македонистиката, на македонската научна, лингвистичка традиција, и во описот на македонскиот литературен јазик и вели треба да биде и урнек за други такви дела кои што ќе се создаваат на ова подрачје. Да не заборавиме, во тоа време ја имаме значи првиот дел од граматиката на Коневски, меѓутоа имаме и граматиката како школско издание на професорот Круме Кепески, што фактички представува прва граматика во македонската држава. За жал, се повторно морам на Мисирков да се вратам, Мисирков ќе беше и неговото дело ќе беше успешно, ќе беше конечно, ако постоеше македонска држава. Ние знаеме дека 1903 година државата не постои, државата е формирана токму во близок момент до овој. Коневски исто така пишува една рецензија која што се објавува во списанието Слово, хрватското лингвистичко списание, која што е позитивна и која што го објаснува придонесот на Ланд и вели дека токму значајно е она што го направил Ланд, односно ги зел оние јазични белези кои што ја истакнуваат посебноста на македонскиот јазик во однос на српскиот и бугарскиот. И сега следи една негативна рецензија од тогашниот асистент или професор, сега јас не сум точно, не можам се сетам, Тодор Маневич од Белград. Тој е инаку македонец по потекло од фамилијата Маневи, Маневски, од штипска фамилија тоа. Тодор Манович настапува тука, за жал, како македонец од великосрпски позиции. Замерува на следното. Замерува на фактот дека Ланд ги зел централните говори на западно-македонското наречје и со тоа, вели Маневич, фактички се губи представата дека, да речеме, источното наречје и, не знам, југоисточното и така натаму, југоисточните говори се дел од македонскиот јазик. Мислам дека не држи ова. Зошто не држи? Затоа што кога се прави литературен јазик се земаат оние говори кои што лингвистички го изделуваат тој јазик, особено на овој мал простор како што е југоисточна Европа или како што милуваме да кажеме на Балканот, или не знам се западен источен, ама не е толку битно. Тоа го прави, впрочем, и Цепенков, и Мисирков, кој што и не потекнува од битолскиот крај, туку потекнува токму од југот на Македонија. И понатаму му замерува за некои методолошки пристапи, со што Маневич покажува незнаење, а не Ланд. Значи, меѓутоа, поентата е во друго. Поентата е кај во рецензијата на Маневич има малку злоба. Дека ете, некој друг таму во Република Македонија создал граматика, граматиката не ја создал некој друг, може би мислил на себе или не знам на кој. Граматиката потоа доживува повеќе позитивни рецензии, сите се позитивни. Една е од Збигнев Голомб, големиот исто така починат пољак, значи научник, професор, полско потекло, студент на Краковскиот и легален универзитет за време на војната, а потоа се префрла, станува професор во Чикаго, тогаш бил многу млад човек. Потоа Голомб ги истражува во својата докторска дисертација говорите на сухо и висока, значи во Македонија, во Јужна Македонија, и тоа представува навистина еден голем придонес, бидејќи тие говори се опишани како македонски, како што може единствено да се опишат, меѓутоа за волја на вистината многу објективно. Голомб ја пофалува во секој поглед граматиката, има неколку забелешки, една од забелешките е повторно се тргнувајќи од полската лингвистичка традиција,
дека не се ставени известни особености, особено во однос на минатите времења, и не е објаснета нивната фреквенција, што може би недостасува, да речеме тоа е Л перфектот, наспрема има перфектот и е или сум перфектот, ама тоа е една стручна забелешка што, да речем, држи или не држи. Особено го пофалува изборот на текстовите и речникот. И сега одам понатаму кон иднината. За жал, и самите рецензенти во тоа време нагласуваат дека граматиката може би нема да најде на голем одглас кај нас, сега зборам за 50-тите години, бидејќи кај нас во тоа време многу малку се познава англискиот јазик. Овие луѓе сите што напишале рецензии, мислам дека го познавале добро англискиот јазик. Лично знам и за професорот Коневски, и за Петрушевски, и за Голомб. А Голомб беше полиглот, мислам дека 10 или 15 јазика познаваше, така што можеле да навлезат во тоа. Но, времето покажа дека граматиката најде на голем пристап надвор од Република Македонија, најде особено во западниот свет, и тогаш на катедрите во Западна Европа почна да се отворат катедри, почна да се отвора и предметот македонски јазик како лекторат, како втор предмет, не како прв. Меѓутоа, граматиката беше неизбежен дел од академската литература давана на студентите. Потоа поминува време и доаѓаме до еден симпозиум што го организираше професорката Лиљана Минова Ѓуркова за состојбите на македонскиот јазик денес. Тоа е некаде 90-тите години на 20-тиот век, во која што професорката Ѓуркова го напише една голема студија, и ја во секој случај ја поздравува оваа граматика. Таму во незината студија има една забелешка на која што јас сакам да сега да ви обрнам внимание, која што мене тогаш ми направи впечаток, а тоа е дека Ланд пишува во предговорот, а навистина го пишува, дека се работи за дека македонскиот литературен јазик, и сега вели во една реченица, се работи за приспособена српска азбука. Значи, во што е проблемот? Не кажал Вуков принцип, бидејќи тоа сосема друго значи, тоа значи едно наметнување на принципот на не само на Вук Караджич, туку во тоа време многу модерен во славистиката, а тоа е фонетското пишување, односно да се пишува како што се зборува и да се зборува како што се пишува, што се афирмира од Виенскиот центар и од Германскиот центар, и што наоѓа свој одглас не само за македонскиот јазик, туку и во бугарската лингвистика, бидејќи во бугарската наука, односно во бугарската јазична практика, во периодот меѓу двете светски војни се прават неколку реформи на правописот, кои што фактички водат кон едно фонетско писмо. Она што денес го знаеме како бугарски правопис, што го читаме, е сосема различно од правописот што се создавал меѓу двете светски војни. И само ова како еден куриозитет, бугарите меѓу двете светски војни, значи во таа царска Бугарија, имаат издадено 5 правописа. Значи почнале да пишуваат хаотично, ама тоа е веќе друга тема. Србите исто така прават реформи независно од од вуковите основи, во духот на вуковите основи, значи во фонетизирањето, односно во осовременувањето на правописот. И подосна дојдовме до таа 2003 година, тоа е, сега сме 2012-2002 година фактички, имавме во Колумбус, Охајо, благодарејќи меѓу другото и на почитуваниот Виктор Фридман и во спомен на познатиот северноамерикански или американски славист, кој што ние овде слабо сме го одбележили, мислам дека треба да го одбележиме, тоа е Кенет Нейлор. Тоа беа фактички деновите на Кенет Нейлор на универзитетот, универзитетот во Колумбус, државниот универзитет во Колумбус, и тогаш се одржа македонска северноамериканска конференција. А таа конференција професорот Ланд беше главниот говорник. Беше навистина трогателно и многу симпатично и многу убаво кога Ланд имаше излагање од, мислам дека основниот излагач има некаде 40 или 50 минути, и кога зборуваше за Македонија. Зборуваше за неговото школување, зборуваше за неговиот интерес за старословенската традиција во Македонија, зборуваше за неговиот престој, ги спомена сите луѓе овде што јас ги споменав досега. И тогаш на работниот дел од конференцијата јас имав чест да му ја предадам, бидејќи
Јас издадов книгата под наслов две американски граматики на македонскиот јазик од Хорас Ланд и Виктор Фридман во издание на МАН. Секе беше добро и секе беше убаво, меѓутоа тука има една дамка. Ако ми дозволите, не со злоба. Ама морам да кажам дамката, бидејќи душата и срцето не ми оставя да не ја кажам, тоа е следно. Јас се обидов тогаш, предложив да се издаде вака, како што е сега. Значи, тоа е 50 годишнина, сега е 60 годишнина. Не најдов на слух. Значи, се издаде само граматичкиот дел, значи, не се издаде историскиот дел, не се издаде антологијата, не се издаде речникот на граматиката на Ланд и се издаде граматиката на Виктор Фридман. Перфектна граматика. Јас не велам и препорачувам и повторно да ја преиздадеме, можеби подновена од авторот, меѓутоа не се издадоа заседно, туку се издаде во пакет. Јас ќе бев многу среќен тогаш на Ланд, кога станав од ова седиште, тие седеа во првиот ред и му ја предадов граматиката, ќе бев многу среќен да му ја предаде овој пример, да му го предаде овој примерок. Меѓутоа, животот е таков како што е, не се најде слух во тоа време и не се преиздаде. И уште нешто. Ланд живееше долг свој век, над 90 години. Во моментот кога 2000 фактички и прва година му се јавив, да го прашам за дали да се преиздаде граматиката, случајно се погоди тоа во очи на денот на благодарноста, нели, американскиот празник. Ланд рече, еве, целата фамилија ми е собрана, не од и мене толку ме знаеше, тој доаѓаше дома кај татко ми, има една граматика посветена исто во дома со ракопис нели до татко ми. Меѓутоа се однесуваше како да сме пријатели од века. Па да, се согласувам, а дали ќе барате хонорар, професоре? Па што знам, одлучете вие, не мора, не ми е битно, многу ми е драго да се издаде граматиката и така натаму. Ја имавме сите таа среќа и особено јас 2003 година да му ја предадеме онаа книга на професорот Ланд. А се надевам дека ќе најдеме можност сега и на фамилијата да се испрати примерок. И мислам дека Ланд е еден од душата и срцето на македонската култура. Значи се вгради себе си во македонската култура. Особено ми е драго, и сега завршувам конечно, дека во тоа време, кога Ланд работи на својата граматика, не знам колку ви е познато, се издава една граматика на македонскиот език, се издава една граматика во рамките на македонската емиграција во источните земји, или тогаш се вели земјите на народната демократија, фактички на, да речам, на пиринско-бугарска основа. Тоа е она што Маневич го вели. Ние можеме лингвистите од секој дијалект да го стандардизираме. Ама зошто централните говори на западно-македонското наречие? Затоа што, да повторам, тие го изделуваат македонскиот од двата соседни јужнословенски јазика. Според тоа, се издава и речник, и уште нешто. Се прави адаптација на абецедарот, што го издава грчката држава под притисок на Друштвото на народите на латинично писмо, со што тогаш ја покажува посебноста на македонскиот јазик. Се прави адаптација и се издава повторно на еден поинаков говор на источна пиринска основа или тракиска основа, да речем, и бугарска основа. И имаме и абецеда таков, на кирилица. Значи, се прави фактички удар, влегување во македонската култура. Морам да споменам дека бугарската наука тогаш нели под партиски диктат или тоталитарно општество, нормално, не отстапува од овој принцип. Дел од руските научници, морам да го споменам, Толстој и некои други, отстапуваат од овој принцип, односно го признаваат македонскиот јазик, меѓутоа еден можеби поголем или истел, поголем дел во секој случај, не го признаваат одејќи по дневната политика. Пражаните, тука е споменат професорот Фринта, пред да се случи тој удар пуч во тогашна Чехословачка, нормално први почнуваат во социјалистичките центри да го предаваат македонскиот јазик. И сега каде сме? Се наоѓаме на еден убав јубилеј, прекрасен јубилеј. Се наоѓаме во некои дилеми. Мислам, се наоѓаме, јас не се наоѓам, некои можеби се наоѓаат, не знам, ревизија на македонскиот правопис, ревизија на македонската граматика и така натаму. Ве молам, по раката, рака од еден 60 годишни,
дајте да не забегаме. Се тоа оди во нормална насока, се обновува, се поправа и така натаму. Меѓутоа, ревизиите се големи зборови, па ние не можеме секој 4 години, 5 години, 6 години да почнуваме од почеток со нашата култура и со нашиот литературни јазик. Ви благодарам на сите, ви благодарам што ми слушавте, се извинувам ако малку ви издосадив, меѓутоа мора да го кажам се тоа. Благодарам. Благодарам, професоре Спасов. Повелете, професоре Карамфиловски. Да. Добро, почитувани присутни, некои делови неминовно ќе се повторат, бидејќи колку и да се трудам да бидам краток, сепак неминовно е нешто да се повтори. Граматиката на македонскиот литературен јазик од американскиот славист Хорас Ланд е отпечатена во август 1952 година во Белград, а ја објавило Државното книгоиздателство на Народна република Македонија, тогаш во тираж од 2000 примероци. За издавањето на книгата мощно значајно е добивањето на грантот кој Хорас Ланд го добил од Универзитетот Харвард во 1951 година за 3-месечен престој во Македонија и за работа над граматиката. Престојот во Македонија Хорас Ланд го искористил за сопствени истражувања на македонскиот јазик, а во тоа сесадно му помагале професорите Блаже Конески и Крум Тошев, како и асистентите Божидар Видоевски и Рада Угринова, која за среќа денес тука присутна меѓу нас. Тие всушност во исто време биле и негови информатори и негови соработници и советници. Ланд добро ја познавал до тогашната славистичка литература во која се обработувала македонистичка проблематика, во делата на Мазон и Вајан, например, на Селишев и Малецки, Белич и Реджинал Дебреј и секако и други. Ланд секако ги користел и малобројните во тоа време македонистички трудови на Блаже Конески, например за Прилепскиот говор и она што било тогаш објавено дотогаш од граматиката на Конески. На Божидар Видоевски за поречкиот говор, единствената за тоа време македонска граматика на Круме Кепески, првите броеви на списанието кое тогаш излегувало како билтен македонски јазик, македонскиот правопис и секако дотогаш објавената уметничка литература на македонски јазик. Во книгата Ланд прво дава воведни белешки за македонскиот јазик, историјатот, како и за својата работа. Тој пишува дека граматиката е пишувана од чисто лингвистичка гледна точка со примери од дотогаш објавената литература, како и од четворицата споменати информатори Конески, Тошев, Видоевски и Угринова. Тој тука им искажува и благодарност покрај на македонските колеги и на сите други кои на некаков начин и со своји совети му помогнале, а меѓу нив ги среќаваме имињата на Роман Јакобсон, Морис Хале, Павле Ивич и други. Описот на фонетскиот и на граматичкиот систем на македонскиот јазик Ланд го дава на синхронески план со историски компаративни забелешки во придружниот текст и во фуснотите. На нешто повеќе од 100 страници, Хорас Ланд дава комплетен опис на македонскиот јазик, соодветно на времето кога е пишувана граматиката. Таа практично совршено ја одразува тогашната фаза од развојот на македонскиот јазик. Секој јазик еволуира низ времето, па така и македонскиот јазик. Некои решенија од тоа време денес веќе не се актуелни, но тоа не е слабост на граматиката. Напротив, таа е совршен документ за јазичната ситуација во времето кога настанала и кога се опишани јазичните појави. Во се друго, граматиката е и денес актуелна и употреблива не само како документ, туку и како актуелен граматички прирачник со јасна и чиста слика на јазичните карактеристики на македонскиот јазик. Ланд посебно ги истакнува карактеристиките на македонскиот јазик како што се употребата на тројниот член и удвојувањето на објектот, особено задолжителната употреба на кратките форми на директниот и на индиректниот објект, како карактеристики кои се специфични за македонскиот јазик и кои го одделуваат него од сите соседни словенски јазици. По граматичкиот опис следат 80 страници со текстови од народното творештво, од научната филолошка продукција, како и од уметничката литература. Овој дел исто така има свое значење, не само како илустративен јазичен материјал, туку и од аспект на историјата на јазикот. По текстовите следат 100 страници речник со толкување на англиски јазик,
со приближно 6000 зборови. Овој речник има своја посебна вредност со фактот дека по многу нешто влегува во категоријата на прв речник. Целата книга е збогатена и со карта на Македонија, како и со многобројни граматички табели кои му даваат посебна прегледност на граматичкиот опис. 60 години по нејзиното прво објавување, оваа граматика на македонскиот литературен јазик не го губи своето значење, не само како прва научна граматика на македонскиот јазик, туку и како граматика напишана од странски славист. Нејзиното појавување заслужува третман на епохалност, затоа што таа навистина означува почеток на една нова епоха во развојот на македонскиот јазик и негов влез во семејството на светските јазици на голема врата. Од тука произлегува и должната благодарност кон ликот на Хорас Ланд, кому Македонија му должи многу и за кој има уште простор и начини на кои може и треба да му се оддаде почит и благодарност. Неговите заслуги не се од минлив карактер, а трајните вредности Македонија мора да најде начин да ги одбележи. Преобјавувањето на неговата книга го сметам за еден таков чин, кој верувам дека нема да заврши само со тоа, и затоа сметам и дека Фондацијата Отворено општество Македонија ја заслужува благодарноста на сите нас за овој доблесен потек. Значењето на ваквите книги на странските слависти е големо пред се заради фактот што се напишани токму од странски автори кои со својата објективност, па дури и нивната субјективност, даваат свој посебен придонес покрај се друго, најмногу во меѓународната афирмација на македонскиот јазик и на неговата застапеност и достапност на странските универзитети и поголемите библиотеки ширум светот. На овој план се постигнати забележителни резултати, но тоа не смее да не направи самозадоволни. Се уште процентот на нашата застапеност на светските универзитети, местата каде се оформува погледот на светот на секоја нација, е премногу низок, далеку под 1%, како сакате попрецизно, одвај 0,15%. Жално е денес, 60 години по објавувањето на граматиката на македонскиот литературен јазик на Хорас Ланд, 67 години по ослободувањето, 66 години по формирањето на првиот македонски факултет, 45 години по формирањето на меѓународниот семинар за македонски јазик и литература и култура и 21 година по независноста на Република Македонија, да имаме само 11 лекторати во светот или вкупно 30 универзитети на кои има барем некаква застапеност на македонистиката. Со тоа не смееме да бидеме задоволни и не смееме тука да запреме. Токму поради овие факти расте и значењето на личностите како Хорас Ланд и нивните дела. Денес Ланд во Соединетите Американски држави и Канада има достојни наследници во Виктор Фридман и Кристина Крамер, како и во другите постари и помлади нивни колеги, соработници и ученици, кои даваат свој несебичен придонес за македонистиката. Такви македонисти влюбеници во Македонија за среќа имаме и во други земји на светот: Русија, Полска, Хрватска, Словенија, Германија, Франција и други. Сите нив ги поврзува и ги прави единствени љубовта кон македонскиот јазик. Наша заедничка обврска на сите ние кои сме носители на македонскиот јазик и исто така влюбеници во македонскиот јазик е да им возвратиме на љубовта и заедно да го направиме она што треба и што можеме да го направиме. Благодарам. Благодарам, господине Карамфиловски. Пред да ни се обрати професорката Гајдова, нели дамите се секојаш круна на настаните, само две кратки информации. Прво, овој настан може да се гледа преку интернет сега во живо. Секој што е заинтересиран може преку компјутер да го следи, а потоа ќе може да го види на YouTube снимката на целава промоција и дискусија. И второ, ќе ни биде задоволство ако од кога завршиме настанов, се подружиме малку на еден коктел. Обично разговорите по официјалните делови се дури и повозбудливи некако од официјалните. Повелете. Благодарам.
Почитувани присутни, почитувачи на македонскиот јазик, почитувачи на една, така да речам, златна генерација македонисти од македонско и од странско потекло, на кои им должиме многу, или речи си се за она што денес го нарекуваме наука за македонскиот јазик, од кој што се уште учиме и на кој што се уште им се восхитуваме. Особено ми е драго што имам денес можност да зборувам во една ваква прилика, која е момент да се подсетиме на нешто од она што е досега сторено на планот на изучувањето и презентацијата на податоците врзани за системот на македонскиот јазик, што во меѓувреме сме сторили и кои се нашите идни задачи како македонски лингвисти, зашто сеќавањето на минатото треба да биде поттик на размислувањето за иднината, која не смееме да ја прифатиме само како денови што доаѓаат, туку како смислена сегашност. Така, во оваа прилика, кога пред нас го имаме репринтот на изданието на граматиката на македонскиот литературен јазик од американскиот славист и лингвист Хорас Ланд, и истовремено првиот член на Македонската академија на науките и уметностите од надворешниот состав од 1969 година, треба да имаме предвид неколку работи. Улогата на Хорас Ланд за проширувањето на интересот за македонскиот јазик во славистичкиот свет, во светот и посебно во Северна Америка, значењето на оваа граматика напишана на англиски јазик уште во 1952 година и воопшто значењето на граматиките во процесот на презентација и изучување на јазикот, во нашиот случај на македонскиот јазик, како и улогата на македонските лингвисти и професори да го задржат вниманието и да ја одржуваат и поттикнуваат соработката со странските лингвисти на планот на македонистиката. Годинава се навршуваат 2 години од смртта на познатиот американски славист Хорас Ланд и 60 години од излегувањето на првото издание на граматиката на македонскиот литературен јазик, прва граматика на македонскиот јазик напишана на англиски јазик, но и прва современа граматика на македонскиот јазик воопшто. Секако, интересно е да се спомне тоа дека Хорас Ланд започнал да го изучува македонскиот јазик на Карловиот универзитет во Прага во 1946-47 година, а успеал да напише граматика веќе во 1952 година. Тоа сведочи дека станува збор за еден исклучителен лингвист со голема и широка лингвистичка наобразба, со исклучителен интерес за еден во тоа време најмлад словенски јазик, кој што туку ја доживеал својата кодификација и се наоѓал во она време на интензивен период на доуточнување на нормите и правилата на стандардниот јазик. Се разбира, Ланд ова не би можел да го стори ако покрај себе ја немал целосната поддршка и помош од нашите најдобри професори и лингвисти, Блаже Конески, Крум Тошев, Радмила Угринова-Скаловска и Божидар Видоевски, за кои со неискрена благодарност спорува Ланд во воведниот дел од граматиката. Истакнувајќи го посебно придонесот на Конески, Ланд во предговорот пишува: оваа книга никогаш не би постоела без непрекинатата помош на Блаже Конески. Не само што тој ги обезбеди печатените материјали и помогна во контролата на македонските текстови и примери, но тој секогаш се согласуваше да троши цели саати, објаснувајќи граматички проблеми, толкувајќи зборови и давајќи соодветни примери за разни точки. Благодарејќи на неговата иницијатива, книгата беше печатена во зачудувачки кратко време по завршувањето на ракописот. Можам само да се надевам дека нејзиното излегување ќе послужи на некој начин како израз на мојата благодарност кон него. Се разбира дека би требало да се спомне и тоа дека Хорас Ланд, за да ја напише граматиката на македонскиот литературен јазик, престојувал 3 месеца во Македонија во 1951 година. Станува збор за време кога владеел интензивен страф и сомневање на се и во секој што доаѓал од запад. Се разбира, и науката трпела поради политиката. И денес научниците треба да се огледуваат на Конески, кој во оној период и во случајот на Ланд успеал да ја заштити науката од политиката, доведувајќи го Ланд во Македонија. Како што вели самиот Ланд, граматиката на македонскиот литературен јазик во основа ги содржи теоретските поставки на Роман Јакобсон, едно од најпознатите и неодминливи имиња во светската лингвистика, а негов колега и пријател од Универзитетот Харвард. Со други зборови, македонскиот јазик или македонскиот народ имал среќа првата граматика на македонскиот јазик да биде напишана врз основа на најсовремената во тоа време лингвистичка теорија и мисла.
Ова не е само подсетување на фактот дека младиот стандарден македонски јазик уште на самиот почеток добил современа граматика, туку и поттик денешните македонски лингвисти да го продолжат тој пат и во новите граматики постојано да ги вградуваат достигнувањата на актуелната лингвистичка сцена. Не би можеле да кажеме дека денешницата е време на процут на хуманитарните науки како што е лингвистиката, особено што се работи што се однесува до Македонија, но не смееме да дозволиме и да се задоволиме со она што го постигнале само нашите претходници. Нивната работа треба да биде само движечка сила напред. Во времето кога е напишена, граматиката на македонскиот литературен јазик од Хорас Ланд ја извршила својата улога. Таа станала двигател на интересот на странските слависти за македонскиот јазик, моќен амбасадор на македонската литература во светски рамки и секако зачетник на македонистиката во Северна Америка, каде што работеле и денес работат и творат врвни слависти и македонисти, искрени пријатели на Македонија и на македонскиот народ, од кои меѓу најзаслужните се сигурно Ерик Хемп, Кенет Нейлор, Виктор Фридман, Ронел Александер, Катерина Крамер, Брајан Джозеф, Роберт Гринберг и уште многумина други. Несомнена е заслугата на Хорас Ланд за создавањето и одржувањето на актуелноста на оваа американско-македонска лингвистичка и пријателска врска. Секако важно е да споменам во оваа прилика дека интересот за оваа граматика е се уште жив, особено меѓу странците што сакаат да го научат системот на македонскиот јазик, а не се ниту македонисти, ниту слависти за да можат да се служат со литературата напишана на македонски јазик. Затоа при објавувањето на оваа граматика напишана на англиски јазик е значаен потек. Уште позначајно би било кога овој текст би се нашол на интернет за слободно користење од страна на домашната и меѓународната јавност. Создавањето на електронска база на македонистичката литература сигурно треба да биде една од идните цели и на македонската држава, на институциите што се занимаваат со македонски јазик, како и на невладините организации во Македонија. Воопшто, во современиот свет и според современите методи на комуникација е исклучително важно македонската лингвистичка литература да се најде на глобалната светска мрежа и да стане достапна за сите заинтересирани за македонскиот јазик, за македонската наука за јазикот, литературата и културата. А граматиката од Хорас Ланд содржи елементи од сите овие области. Во својот воведен дел, граматиката содржи податоци за основните карактеристики на македонскиот јазик, со кои тој се изделува од останатите јазици во словенското јазично семејство, податоци за тоа на кој начин се третира јазикот на македонското малцинство во соседните држави, пред се во Бугарија и Грција, а што и денес, по 60 години, актуелна проблематика. Самата граматика е напишана на 100 страници и средена во 3 глави, фонологија, во која се дава опис на фонолошкиот систем на македонскиот јазик, ортографијата и прозодијата, морфологија, во која се вклучени именките, придавките, заменките, броевите, прилозите и предлозите и третата глава глагол. 40 страници од оваа граматика се посветени на глаголите на македонскиот јазик, образувањето и употребата, што на своевиден начин представува морфосинтаксички преглед на македонскиот глаголски систем. Јасно е дека глаголскиот систем представувала посебен предизвик за Хорас Ланд. Впрочем, тој и денес е предмет на многу проучување и истражување на македонскиот јазик, а дефинициите на Хорас Ланд се и денес актуелни и цитирани. Би спомнала нешто во врска со разработката на македонскиот глаголски систем. Кога Хорас Ланд започнал да го изучува македонскиот јазик и професорот Фринта во Прага, редовно водел белешки од неговиот курс. Како што пишува Виктор Фридман во 1998 година, професорот Ланд ги зачувал белешките и според моите сознанија, овие белешки наскоро треба да станат пошироко достапни за македонската јавност. Имено американската славистка и македонистка и соработничка на Ланд, професорката Кристина Крамер, ќе ги објави во посебен текст во прилози на Македонската академија на науките и уметностите. Според белешките на Ланд, професорот Фринта минатото неопределено време го дефинира како настан, за кој говорителот само чу, но не го засведочил самиот настан. На ваквата дефиниција Ланд реагира со забелешката, но како тогаш ова време може да постои во прво лице? Ова би значело дека говорителот не бил свесен за својата активност.
Ваквите размислувања резултираат со дискусијата што Ланд ја води во поглед на минатото неопределено време во македонскиот јазик, во неговата граматика и дефиницијата за која се определува, а која гласи дека со минатото неопределено време, градено со помошниот глагол сум во презент и некогашниот л партицип, се искажува настан дистанциран во поглед на времето и случувањето и во поглед на реалноста. Повикувајќи се на оваа формулација, академик Зузана Тополинска го посочува терминот дистанцираност како еден од најсоодветните термини што ја искажуваат основната семантика со која се опфаќаат сите употреби на глаголските конструкции на типот сум плюс л форма, а кои во граматиките на македонскиот јазик се познати под термините прекажување, репортатив, адмиратив, дубитатив и слично. Терминот дистанцираност или дистанца веќе е пошироко прифатен во македонистичката литература посветена на описот и семантиката на глаголските конструкции. Ова е само еден непосреден показ за се уште живата и полна со инспиративни идеи лингвистичка мисла што Хорас Ланд ја вградил во граматиката на македонскиот јазик, литературен јазик уште во 1952 година. 80 страници од книгата Граматика на македонскиот литературен јазик зафаќаат илустративни текстови на македонски јазик, чиј избор е несомнено плански направен. Народни приказни, значи дијалектната основа на која се базира македонскиот стандарден јазик, а потоа серија текстови репрезентативни примери на стандардот. Текст од Блаже Конески за македонската литература во 19. век, историски приказ за патот кон создавање на македонскиот стандарден јазик и серија текстови со кои се представува македонската проза. Извадоци од драмата Бегалка од Васил Илјовски, Младоста на Фросина од Владо Малески, Непријатели од Јован Бошковски и Чичко Алекс од Димче Марковски. Третиот дел од книгата на Ланд представува речник на македонскиот јазик, во кој Ланд не ги вклучува само зборовите употребени во граматичките примери и во илустративните текстови, туку овој речник ги содржи зборовите од македонскиот правопис од 1950 година, избор зборови од македонски весници и списанија, така што Ланд не ја изработил само првата научна граматика на македонскиот јазик, туку и првиот сериозен македонско-англиски речник. Несомнено е дека граматиката на македонскиот литературен јазик од Хорас Ланд представува голем придонес за развојот на македонската лингвистичка мисла, но и многу значаен и длабоко осмислен потфат за представување на македонскиот јазик во светската лингвистичка јавност. Тоа било особено важно во годините што следувале непосредно по стандардизацијата на македонскиот јазик, но сведоци сме дека тоа е особено важно и денес, кога и покрај богатата македонска белетристичка, но и лингвистичка литература, напишана за македонскиот јазик, на македонски јазици, но и на многу други словенски и несловенски јазици од познати слависти во светот, се уште актуелни прашањата за неговата екзистенција и самостојност. И на крај, во име на колегите од Институтот за македонски јазик и се заблагодарувам на Фондацијата Отворено општество Македонија за преобјавувањето на граматиката на македонскиот литературен јазик од Хорас Ланд. Ова е нивен придонес за да се подсетиме на неговиот значаен влог во афирмацијата на македонскиот јазик во светот, кој понатаму треба да служи за истата цел, но и како што веќе реков, да биде првенствено поттик за понатамошна работа, пример за тоа дека е неопходно македонската лингвистичка наука да држи чекор со современите текови на лингвистиката, да биде во постојан контакт со врвните имиња од славистичкиот и лингвистичкиот свет и дека само на тој начин вистински ќе успееме да придонесеме за незината соодветна и широка афирмација во меѓународната јавност. Ви благодарам. Благодарам. Јас не сакам никого да прозивам, ама не можам да одолеам на искушението да го прашам господинот Крста Јанковски дали сака да каже нешто. Тој е практично иницијаторот и инспираторот на овој потфат. Да, професоре? Благодарам, господин Милчин. Почитувано собрание. 20 и некоја сива година се во овој остаток од мојот живот, мислам во овој живот што мина, во која се занимавам
со се што значи Македонија, се што ми недостига како македонец, се што некој направил за Македонија и што ние правиме за неа. Мојот заклучок е трагичен. Ние најмалку правиме за Македонија. Хорас Ланд, замислете, до пред 2 години жив. Тврдам дека во некоја анкета ниту 0,001% нема да знаат кој е тој човек. А тој човек во гладните години, така во економијата се наречени 50-тите, почетокот, издал граматика на македонски литературен јазик на англиски јазик, на македонскиот јазик на англиски јазик. Во време кога биле прогони, кога македонците било цел да бидат збришани според некои наши македонски преданија, кога тоталитаризмот гледал да не столчи глава да не кренеме, замислете, се појавува единствена на англиски јазик граматика на македонскиот литературен јазик од професор со колосално дело и значење. Ако е ова моје лично емотивно и израз на незадоволство, би посочил дека е достапно да го речам посмртниот омаж за професор Ланд, во кој што ме изненади една ситна, но мощна важна работа, дека по објавувањето на граматиката следеле пофалби и одбрани на оние што го признавале и се залагале за македонскиот јазик, мислам општо светски реакции, и од друга страна жестоко спротивставување на опонентите на македонскиот јазик, кои не биле во мал број, бидејќи и денес не се малобројни. Професор Ланд вели во омажот, не замолча на ништо такво. Тој, да го упростам со мој зборови, ги распердушил со аргументи, со факти, со статии и трудови кои говорат во прилог на македонскиот јазик. Сакам да кажам, покрај тоа што Хорас Ланд како научник ја напишал граматиката, тој потоа и се борел со противници за неа, односно ја бранел. Во некој бугарски весник, а да се наведе во омажот, значи дека значи фактички одбрана на македонската граматика, излегло некаква реченица: такиви хораслантовци нам не ни требват. На што и дека се конструктори на еден нов непостоечки јазик и на неговата кодификација. На што професор Ланд одговорил дека е почестен со тоа што му дале таква моќ да конструира јазици, нели, и да кодифицира. Сакам да кажам, се работи за една исклучителна личност, која што Македонија треба да ја направи голем споменик на нешто, на вредност, на македонската самобитност, на признанието на македонскиот јазик, ако веќе говориме дека е стожер на нашата самобитност, самосознание и така натаму, идентитет. И уште би завршил за крај. Не е лошо да се погледне и во постарите корени, во капиталното и денес многу значајно дело, може би и ненадминато, за граматиката на стариот црковнословенски јазик од професор Хорас Ланд, во која што има зачудувачки ставови на за древноста на македонскиот јазик и неговото потекло, па и насловот не е случаен, сите солуњани одлично словенски, чисто словенски зборуваат. Така е насловот, а граматика е во прашање. Ви благодарам и простете на малку пелтечавост, премногу сум возбуден и мислам дека ова е за мене академија, а не само дебата за овој репринт.
Ова е многу значајно нешто. Благодарам. Благодарам. Ова со граматиката на црквено-словенскиот јазик, како точно го изговарам насловот, е добра провокација. Јас ќе си врзам крпче. А сега господин Стаматовски, професор, академик бевте, ми се чини. Не сте? Штета. Ама ќе бидете. Притиснете го само копчето. Немам многу години, имам само 88. Можам да почекам. Има време. Има време. Не можев ни да помислам кога излезе граматиката во 52-та година, во моите средби, што ги имав тогаш, сигурно некако колешката Угринова или Видоевски, кои му беа секојдневни информатори, меѓутоа и јас, бидејќи бев дипломиран веќе, со првата генерација студенти на групата за македонски јазик во 50-та година, па имав некакви средби со него. Меѓутоа, не мислам сега дека е целесообразно да зборувам јас за граматиката на Ланд, за незиното значење, особено кога веќе ги слушнав овие оцени што ги дадоа нашите познати професори, актуелни, и Спасов, и Карамфиловски, и Гајдова, за значењето. Меѓутоа, јас сакам да ви обрнам внимание на 2-3 момента што може би не ги знаете, а што може би ќе предизвикаат интерес кај вас. Првиот момент е од каде е интересот на Ланта за македонскиот јазик. Може би некој знае, но веројатно повеќето и не знаат дека професорот Лант како млад следи еден курс за малите јазици во Прага, што го држи еден тогаш веќе многу стар професор Антонин Фринта, кој се занимавал особено со јазикот на малите народи, јазикот на мали народи. Главно се занимавал тогаш со лужишко-српските и одржал извесен курс за македонскиот јазик. Тоа е крајот на 40-тите години. Тој курс го посетува Ланд и се заинтересирува за македонскиот јазик. Тоа му е прапочетокот. Една година или две потоа Ланд присуствува на југословенскиот семинар за тогаш беше југословенски, немаше уште семинари по одделни републики како што нашиот стана некоја година подоцна. На југословенскиот семинар на Блед професорот Ланд се среќава со Блаже Конески. И бидејќи Блаже зборувал за македонскиот јазик таму, него го заинтересирала уште повеќе проблематиката на македонскиот јазик, односно на малите јазици, на јазиците на малите народи. Конески го поканил да дојде во Македонија, што Ланд го прифатил со задоволство. И
Затоа 52-та година Ланд доаѓа во Македонија и работи на оваа граматика своја. Сега јас, професор Људмил Спасова и другите колеги ме подсетија на едно множество на видни слависти од тоа време, од Јакобсон па до други за кои јас исто можам многу да зборувам. Јакобсон е многу интересен, вие го знаете него како голем лингвист, меѓутоа веројатно не знаете дека на 54-та година на првиот така наречен конгрес, иако го викавме советување во Белград, тој побара да го прочита својот реферат на македонски јазик во Белград, што кај нас тогаш млади ние бевме, меѓутоа и Конески беше изненаден како сега еден голем лингвист бара да го зборува на македонски јазик, да го чита својот реферат. Добро, објаснението можеше лесно да се најде, бидејќи му беше незгодно на Јакобсон, произлегува од руската школа, е професор во Америка, дали да зборува на руски или да зборува на англиски, и нашол некое средно решение, меѓутоа Конески тоа не го прифати и сметаше дека тоа би било малку прегнато. Меѓутоа, јас сакам, кога веќе не зборувам за граматиката, лично, да кажам за други некои активности на Ланд, за да добиете вие целосна слика за Ланд, пред се како лингвист, а потоа и како човек. За време на својот престој овдека во Македонија во 52-та година, имајте предвид дека тој тогаш работи на граматиката во исто време кога и Блаже Конески работи на својата граматика. И првиот дел излегува на граматиката на Блаже Конески во 52-та година, а тоа е тој поголемиот што и Ланта повеќе и го интересира. И добро, колегата Спасов ги кажа за тоа фонетиката, воопшто, а тоа е првиот дел од граматиката е од Блаже Конески за гласовите. И мислам дека тие имаа секојдневни, тоа ми е познато, имаа секојдневни контакти, секојдневни разговори. И можам да кажам дека и по многу прашања и исти мислења. Дори Блаже Конески напиша и рецензија на граматиката кога излезе, па имаше и критички забелешки. Меѓутоа, јас сакам да обрнам внимание на два други текста што во ова време излегува од перото на Хорас Ланд. Едното е тој во едно угледно американско списание објави рецензија за правописот на македонскиот јазик. Не за оној правопис што се кодифицира македонскиот јазик од 45-та, меѓутоа од 50-та година, колешката Угринова знае, бидејќи учествуваше во подготовката и на тој правопис од 50-та година, и Хорас Ланд во речникот. И Хорас Ланд напиша рецензија во тоа угледно американско списание, кај што вака горе-долу, колку што се сеќам, напиша дека е неверојатно колку брзо еден литературен јазик доживеа речиси општ прием во јавноста. Не само во
земјата, туку и надвор од неа. Тогаш се јавија многу познати слависти во разни земји во Европа, кои високо го оценуваа тој момент. Јас подоцна сум пишувал дека луѓето, странските слависти, не треба и да им се забележи зашто се они изненадени од тоа. Зашто тие не ја знаат целата претходна постапка што била. Не е македонскиот јазик тогаш создаден, литературен, мислам. Туку е тоа долго време поминало додека се оформил еден стандард. Покрај оваја рецензија на Ланд, во истото тоа време, 42-та година, во Нова Македонија, кај нас, 52-та, во истото време објавува една своја статија за развој на македонската литература. И морам да ви кажам дека ние, а имајте предвид, прво, дека 52 година нема роман се уште на македонски јазик. Има само неколку раскази и некоја поезија. Меѓутоа, тој тогаш даде една визионерска изјава, напиша дека македонската литература се наоѓа пред извонреден расцут и ние очекуваме македонска литература да достигне многу брзо високо ниво. Тоа се многу значајни согледувања на еден лингвист кој може да проникне и во иднината. И ќе завршам со уште еден податок. 78-та година беше нападнат македонскиот јазик со сите оружија од страна на бугарската наука. И со еден пообемен текст, кога велам од сите оружија, беа подпишани целокупната бугарска наука. Ние одговоривме со некој текст наш, одговоривме со книжка една, од 100 страници, и истовремено Хорас Ланд напиша околу таа, да ја решам, наша полемика. Го погледа бугарскиот текст и нашиот одговор. И за нас е многу значајно што едно такво име напише дека бугарскиот текст што се однесува до теоријата на лингвистиката е незналечки во секој поглед, а дека македонските лингвисти дале достоен одговор. Јас мислам дека тоа за нас, кои учествувавме во подготовката на таа книга, на тој наш разговор, беше едно големо охрабрување, на голема сатисфакција. На крајот на краиштата, јас не можам сега да му се извинам на Ланд, меѓутоа тој негов текст јас го покажав на некои југословенски колеги, па дури во едно издание на нашата книжка на српско-хрватски јазик, тогаш, го беа дале и тој текст на Хорас Ланд, што фактички не беше во ред без одобрение на автор. И мене навистина ми беше непријатно кога Ланд така не му беше баш пријатно како тоа без негово знаење, меѓутоа и без моје знаење тоа се објави. Јас тоа го дадов текстот вака како
Значи, мислам дека камо среќа да имаме такви поддржувачи на нашата идеја, би рекол, не на македонскиот јазик само, како што беше Хорас Лант. Благодарам. Благодарам. Ако нема други кои би сакале да кажат нешто денес по повод граматиката, по повод Лант, очигледно е дека не само што не му должиме, туку и себе си должиме да објавиме некои работи од професорот Лант кои кај нас не се познати, и тоа еве овде можам да си го земам како обврска дека на управниот одбор на фондацијата ќе и предложам прва работа што ќе направиме да биде граматиката на црквено-словенскиот јазик. Историјата на македонската литература. И се што следи, мислам, еве добра прилика е, ова може да биде еден апел. Да, веднаш. Може биде еден апел од наша страна. Ние сме заинтересирани да се објави и преобјави се што за Македонија, македонскиот идентитет, македонскиот јазик го пишуваат угледни стручњаци од странство, зашто мислиме дека постои недоволно познавање за тоа како другите гледаат на нас. Ние знаеме дека постои недоволно познавање на тоа како кај нас за тоа како тие гледаат, и тоа понекогаш се претвора во недоразбирања кои се штетни. Повелете. Јас само молам овој микрофон ако може да се испане. Јасмина, тој да се вклучи, да не овој да се исклучи. Тоа, на тоа мислев. Извинете. Па, би сакала само 2-3 збора да кажам што може би ќе се информира овој аудиториум уште за некои работи. Прво, Лант почина во август 2010 година. Ние македонските македонисти, да речем, што сме во контакт со професорот Фридман, добивме известување за тој немил настан. Во сред август сепак се решив на некој начин да му се одолжиме и напишав еден ин меморијам, што го испратив до сите весници. Недела дена никаде не излезе. Значи, морав да мислам кој уредник го познам, каде, да му ја објаснам важноста на Лант. Значи, сепак треба, еве, што почесто вакви настани, просто да се информираме за некои личности што многу придонесле за Македонија. Конечно, излезе во 2 весника, сега не е важно каде и како. Потоа, ова што беше во неколку наврати споменато, дека Лант прв пат го слуша македонскиот јазик во Прага. Значи, тоа бил прв курс по македонски јазик на Странски универзитет. Всушност, да го сватиме како еден лекторат по македонски јазик. Значи, граматикава е резултат на лекторат по македонски јазик. А ние сега доаѓаме во ситуација да имаме 10-11 лекторати во светот. Третата работа што сакам да ја кажам, тоа е дека сепак на некој начин меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура му се одолжи на Лант при 45 годишниот јубилеј во 2007 година, кога издействувавме да добие медал за заслуги за Македонија. Значи, Лант е носител на ваков медал. И уште една информација, легатот на Лант се наоѓа во Торонто кај професорката Кристина Крамер и би ве молела еден примерок од граматиката, таа секако ќе се израдува, зашто сета негова библиотека е сега во Торонто. И уште за крај, овие прашања што многу убаво ги постави во ведничарот, што би рекол Лант на ова и на она, моето прашање е, што би рекол Лант за негрижата за македонистиката? Зашто ние не само лекторатите, туку ние немаме подмладок во Македонија. На катедрата за македонски јазик 10 години не е примен подмладок. Нам не ни се финансираат националните проекти. Институтот за македонски јазик, факултетот. Нам не ни се финансираат билатералните проекти што се однесуваат на македонистиката. Значи, ве молам да го додадете уште ово прашање.
Толку благодарам. Академикот Блаже Ристевски ќе биде последниот говорник или дискутант денес. Повелете. Се разбира, кога оваа граматика се создаваше на тогашниот филозофски факултет, јас бев студент од втора година. Така што јас го гледав него од ниско, бидејќи студент и професор, знаете каков оде односот. Меѓутоа, со него се среќав на разни славистички собири во разни земји и не би сакал да зборувам околу тие наши средби. Меѓутоа, сакам да потенцирам една работа. Впрочем, нека ми биде дозволено да наведам еден момент како куриозум. Тој донесе веројатно прв магнетофон во тоа време и тој магнетофон јас имав несреќа, бидејќи е многу тежок, на својот велосипед да го возам низ тиквешијата, собирајќи материјали, диалектолошки материјали за тиквешкиот говор. Тоа е индиректната врска со Ланд. Меѓутоа, тој магнетофон, ако е зачуван, бидејќи е навистина магнетофонот со кој Ланд ги запишуваше материјалите од Македонија, добро би било да се зачува како музејски експонат, како куриозум, бидејќи навистина има историско значење. Но јас сакам да кажам еден друг, наводно мал момент од неговата граматика. Во тоа време се разбира, јас ја набавив граматиката, меѓутоа морам да признам, во тоа време беа модерни рускиот и францускиот јазик. Англиски само се учеше на некој курс за привилегирани студенти и неколку души имаа таква можност да го посетуваат и тој англиски курс. Но, она што е посебно значајно, за кое малку повеќе индиректно беше и веќе споменато овде, но ни остана како завештание кое и професорот Конески веднаш го прифати. Тоа беше негов предлог на професорот Ланд. Во речниците општата форма на глаголите да се пишува во трето лице сегашно време. Ние дотогаш обично во речниците пишуваме имам, земам и така натаму по според бугарската норматива. Предлогот на Ланд и неговото оживотворување во оваа граматика, во овој не така мал речник, представуваше пресврт и од тогаш наваму сите наши речници веќе ја добиваат таа форма на трето лице. Јас мислам дека е тоа многу значајно и со тоа ние на одреден начин се диференцираме и во лексикографијата. И мислам дека тоа не е мал принос на еден човек кој прв пат доаѓа тука, го научува јазикот колку што било можно тогаш и напиша граматика што има пошироко значење за македонската историја. Ете, тоа сакав само да го потенцирам како нешто особено значајно, барем за мене. Лексикографијата во Македонија веќе направи пресврт на еден важен дел, на еден важен сегмент. Ви благодарам за вниманието. Благодарам. Мислам дека ова беше добра поента за крај, која укажува на една од баш конкретните сугестии од професорот Ланд.
која мислам дека сите ја имаме, просто свеста. Јас не знаев дека тоа бил негов предлог, негова сугестија и многу ми е драго што тоа го научив денес. Значи, сакам уште еднаш да ви се заблагодарам, да ве поканам да се освежите. Јас се надевам дека ќе имаме пак прилика да се видиме во ваков состав. Се надевам дека идниот пат ќе имаме млади македонисти повеќе. Ова фототипско издание ќе биде дистрибуирано во странство. Ќе биде и овде, се разбира, меѓутоа сите лекторати ќе добијат примероци во сите угледни, битни, референтни библиотеки во светот ќе се најде, почнувајќи од Конгресната па натаму. Тоа го испробавме, некои од вас го знаат, нашиот проект од Претани сведоштва, тоа беа оние писмата на заробениците од Првата светска војна и тоа беше дистрибуирано навистина на широко. Нема да ги заборавиме ни дипломатските представништва во Скопје, нема го забравиме ни Брисел, ни Страсбург и така натаму и така натаму. Така да, ако и на овој начин ќе му се одолжиме, извинете, сега удираме крај за следната сеанса. Да ви се заблагодарим? Не, немојте да се, тоа е должност. За исполнување на должност на обврска не треба благодарност. Ние вам ви се заблагодаруваме на соработката. Значи, до следното видување повелете на коктелот. Тука е веќе наместено.